Владата ќе направи голема грешка доколку ги изголеми даноците. Ако за нешто добивавме најголеми честитки од секаде од светот, беше токму политиката во даноците. Рамен данок и низок данок. Нарушувањето на рамниот данок и преоѓање кон прогресивно даночно даночување, како изголемувањето на даноците ќе ја поремети оваа политика, односно ќе ја уништи оваа политика. И ако владата мисли дека на овој начин ќе собере повеќе пари, мислам дека греши. Зголемувањето на даноците најчесто носи помалку пари во буџетот, затоа што се зголемува мотивацијата кај субјектите, кај индустријските субјекти, кај правните субјекти, па и пошироко, за одбегнување на данокот. Ние кога ги намаливме даноците во 2007 година, во првата година кога ги намаливме, наместо да имаме помалку пари во буџетот, добивме 20% повеќе пари во буџетот. Што укажува и ја потврдува тезата дека пониски даноци не само што му помагаат на стопанството, на економијата, на граѓаните, кои што од своите плати одвојуваат за даноци, туку помагаат и за повеќе средства во буџетот. Барем така е на овие простори, во овој регион, во Источна Европа, тоа е правилото. Така што секое планирање на зголемување на даноците ќе им го влоши стандардот на граѓаните преку плаќањето на данокот, персоналниот данок на доход, кој што е одвојување од нивната плата, но и на компаниите. Ќе плаќаат дел од компаниите кои што сакаат да бидат ревностни, кои што сакаат да работат исклучиво по закон, но голем дел ќе наоѓаат начини да го одвергнат тоа. На крајот, сума сумарум, владата ќе добие помалку пари во буџетот. Од она што досега го имам дознаено, владата размислува по локалните избори да постепено да врши зголемување на персоналниот данок, на данокот на добивка и на придонесите, придонесот за здравство и придонесот за пензиско осигурување. Мислам дека тоа ќе биде голема грешка на владата. И понесена од жарот да собере повеќе средства од граѓаните и од фирмите во буџетот, ќе се доведе во ситуација да собере помалку средства, да воведе нееднаквост, едни ќе плаќаат колку што треба, други ќе одбегнуваат да плаќаат, да ја врати сивата економија на големи врати и да направи само дисторзија на системот.